Почитуван министер, почитуван декане, почитуван председателя на Союзът на дефектолози, драги гости, ви посакувам прво срдечно добре дојде во нашата Струмица и се надевам дека ќе понесете убави спомени, а секако ќе не оставите вредни материјали кои што стручните луѓе во државата, па и ние од општините ќе се позанимаваме во иднина. Овој научен стручен собир, како и секоја организирана стручна форма на дејствување, како една од акциите на општеството за повисок степен на интеграција и инклузија, борба за гарантирање на сите хумани права, заштита и достоинство на децата и лицата со посебни потреби, во суштина истовремено прави и крупни чекори за подобрување на самите нас, кои во некои периоди во животот имаме чест и можност да вклопиме барем еден дел од овој мозаик, наречен судбина, наречен иднина на нашата посебна слабост, децата со посебни потреби. Почитувани, секој миг на внимание, секој подржан проект, секој вложен труд, секој потрошен денар е премалку за компензација на она што треба да се постигне во однос на оваа популација во општеството и обезбедување на чувство на припадност во системот. Воедно и според Конвенцијата за правата на детето, посебно на децата со ментални или физички пречки во развојот, тоа достоинство и права во најширок смисол треба да ги уживаат уште од раѓањето, растот и развојот, како и стекнувањето на одреден степен на образование, вработување, услови за вклучување во општествениот живот, уставно гарантирано и уредено со закони од областа на социјалната, здравствената заштита, системот и законите од областа на образованието. Но со оглед на тоа што денес за сите нас ова е голем предизвик, ве убедувам и охрабрувам дека давајќи се од себе, давајќи се себе си и своите искрени намери и чувства, воедно создавајќи и ширејќи хумани вредности, нормализирајќи го ставот на околината и обезбедувајќи за лицата со посебни потреби, сите ние заедно, без никакви разлики, создаваме општество изградено на високо морални вредности, вистински ги воспитуваме нашите деца и останатите ја градиме иднината. Во тој контекст, денес чест ми е да ве охрабрам, вас присутните и целата научна и општа јавност, дека и понатаму, како градоначелник и граѓанин ги поддржувам сите дефектолози, логопеди, научни стручни работници, здруженија граѓани, вклучени во процесот на градење на достоинството и еднаквоста на сите граѓани, а посебно на оние со посебни потреби. Во правец на гореспоменатите определби општина Струмица, низ времето секогаш давала влог за почит во обезбедување на системски можности за интеграција, а денес и за инклузија на лицата со посебни потреби. Некогаш сите заедно на лицата со посебни потреби им го трасиравме патот кон институционализацијата, како можност и мегдан и тие да се изградат како рамноправни граѓани, за да бидат дел од овој образовно-социјален систем. Денес пак, заедно со вас стручните кадри и сите кои допринесуваат овде, преку постепено врамување на инклузивните норми и принципи, целиме кон деинституционализација на овие граѓани, самостојни за рамноправно учество во општествениот живот со останатите. Од тука денес посебно ми е драго што како градоначелник на општина Струмица имам огромна чест токму Струмица да биде домаќин на овој меѓународен научен стручен собир, од каде верувам ќе произлезат нови идеи, планови, идеи и насоки за понатамошно унапредување на процесот на инклузивното образование. Исто така сметам и верувам ќе се согласите дека и општина Струмица во последните години направи многу, како и многу други општини во државата. Но секогаш никогаш не е доволно, барем кога се работи за оваа популација, за унапредување на животот и позицијата на овие наши сограѓани и деца и во поддршката на научните и стручните кадри кои работат на овие проблематики. А воедно се надевам и посакувам нашиот пример кој што важи за успешен во многу општини, постапки и достигнувања кои што ги имаме во овој правец, да бидат водич и на другите општини во државата, за сите заедно да изградиме среќа и иднина за сите нас. Почитувани, залудно е да се зборува за стореното и постигнатото, било на стручен, научен,
општествен, социјален, образовен и било кој друг план. Ако сето она што се прави не произлегува од идеите, потребите, можностите и желбите за кои е наменето. Залудно е ако е направено само и единствено според обедувањата на нас, раководните органи, политичарите, професорите, научниците, ако сето тоа не произлезе од оригиналната потреба на лицата со посебни потреби, а воедно бесполезно е ако направеното не изнуди насмевка, среќа, радост, надеж, гордост и храброст кај оние на кои тоа најмногу им е потребно. Општина Струмица знае да слуша, да помага, охрабрува и подготвена е да направи се за инклузијата и интеграцијата на лица со посебни потреби. Да стори се за да ги пресретне нивните потреби и овозможи мегдан за нивно докажување и рамноправно учество во општеството. Струмица е подготвена да вложи напори за напредување на дефектолошко-логопедскиот кадар, како столбови и корективи на сите процеси во однос на оваа популација. Затоа, од тука од Струмица, срдечно ве поздравувам и ве порачувам и вам, а пораките нека стигнат и секаде од каде доаѓате. Ајде сите заедно да ги отвориме нашите срца и со насмевки на лицата, да ги слушаме децата, учениците и лицата со посебни потреби, од и тие имаат што да кажат. Сите заедно да се потрудиме да актуализираме барем секој поеден заборавен или запоставен проект кој произлегол од нив самите и да го реализираме. Време е да ја обезбедиме еднината на сите граѓани на ова наша земја. Нормално е да ги имаме рамноправно со нас и лицата со посебни потреби. Убаво би било да го направиме светот уште похуман. Ви посакувам убав престој овде во Струмица и многу квалитетни стручни трудови. Благодарам.